70% од граѓаните од нашите банки побарале пролонгирано плаќање на кредитните рати во наредните 6 месеци. Останатите 30% не ги прифатиле понудите на банките и обврските ки ги плаќаат во услови на криза. Дали реално 70% од должниците не можат да си ги платат долговите поради намалени примања или пак извесен процент тактизираат, надевајќи се дека освен лошо, кризата може да донесе и нешто добро. Доколку се мисли на одлагање и на каматите, тоа е невозможно и го нема ниту во ниедна земја, ниту во ниедна одредба. Вака високиот процент на граѓани кои се одлучиле кредитните обврски да ги стават во мирување и покрај тоа што редовно земаат цел износ на плата, за професорот Алјадин Зекири е мал феномен. Знам дека бројката говори за еден зачудувачки феномен, но ова кажува нешто друго. Станува збор за лоша материјална состојба, а сега ова е шанса за 6-месечен банкарски тајм-аут. Од друга страна, сликата во соседна Србија е многу поинаква. Таму мораториум на плаќањето побарале неверојатни 94% од должниците. Да плаќаат редовно рати се согласиле само 6%. Сепак, каква е ситуацијата кај нас зборува фактот што лани биле блокирани сметките на 108.000 фирми и граѓани. Од нив, повеќе од 80.000 биле награѓени. Она што значи какво такво објаснување за состојбата е тоа што голем дел од сметките на овие граѓани и фирми се блокирани во време кога важеа мерките на владата за стопирање на блокирање и стопирање на извршувањето. Зошто некои банки постапија поинаку е неизвестно.